На рубриката да се мијам или да продолжам да спијам, треба да имаме на телефонска линија Елена Перовска, генерален секретар на Сдруженијето Млади европски федералисти. Елена, добро утро. Добро утро. Вчера вие имавте еден настан поврзана со информатичката технологија, учеството на младите во демократски процеси на локално ниво. Ми остави впечаток, пошто е поврзана со младите и технологијата. Дали можете да ни кажете нешто повеќе? Што во суштина, што беше настанот? Зашто разговаравте на тој настан? Настанот кој што го организиравме вчера е дел од проектот Map the Gap, кој што го спроведувавме заедно со уште 7 држави. Носител на тој проект е Националниот младински совет во Босна и Херцеговина. Така да ова беше на еден начин представување на продуктот кој што произлезе од тој проект, а тоа е една платформа која е замислена како социјална мрежа на која би можеле да се најдат сите релевантни страни социјат врз донесување на одлуки во општеството и да се поврзат со младите и со начинот на кој што тие размислуваат. Целта на оваа платформа е да можат да се регистрираат и млади како индивидуалци, невладини организации, локална самоуправа, институции и бизнес секторот, односно компании, и сите да можат да комуницираат на еден начин како што тоа се прави на Facebook и на социјални мрежи. Елена, какви информации младите имаат на таа, може да најдат на таа платформа? Значи, оваа платформа сите се присутни, сите од партнерите, тоест кои што учествуваат во проектот, така да организации од Босна, од Србија, од Црна Гора, Турција, Полска и Италија. И сите постираат во однос на тоа какви локални проблеми има во нивната средина. Истото би можело и младите од нашата држава да го прават, тоест да кажат што ги мачи нив во нивната непосредна средина и да се обидеме на тој начин, значи на начин кој што нив им е познат на комуницирање, да го приближиме тој проблем до институциите и да пробаме тој проблем да се адресира. Се извинувам, дали има интерес од младите да се вклучат во таа платформа? Како беше вчерашна? Имаше ли посетеност од младите? Имаше посетеност, но би можела да кажам дека би сакале да имаше поголема посетеност. Меѓутоа, сега е само тест фаза на платформата, така да во овој период ние ќе видиме кои се проблемите со кои што се соочуваме и на кој начин можеме да ја подобриме за во иднина да функционира. Елена, се разбира дека оваа тема е интересна и заслужува ние во наредниот период да ве поканиме во нашите студија, па да го продолжиме разговорот. Тука мора да завршиме, да ти се заблагодарам и ќе имаме прилики во иднина да поразговараме за ова тема на подолго. Ти благодарам. Ви благодарам на вам за поканата.